Побрато. Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Конечно се враќаме со типот на видео што многу ги обожавате и вие, а и јас, а тоа е пробување храна од други држави, некои си. Ова конкретно ми е донесено од другар од Велика Британија, Англија, Лондон, како сакате да речете го, конкретно ми се донесени купени работи од продавници во Лондон, така што имаме тука една кеса хартиена. Внатре има многу работи и како и секогаш одиме да ги пробуваме се и да ви давам оцена од 1 до 10, така што ќе видиме колку ќе ни импресионира нас англиската храна. Одиме како лотарија, Натали влечи едно нешто, го влечам ова. Што и да е ова? I'm Paper B Smart Recycle, ми овие се на Nestle. Јас мислам дека вакво нешто пробував. Не знам дали во некое друго видео има, ама како и да е го кинем ова. Пробуваме да видиме. Овие изгледаат како Bonitop, како M&M's, како такви некои работи. Еве како личат. Ево, чекам да видам нека стандарден вкус, ништо ново. Значи нормален Bonitop, M&M's, тира такви ствари. Немам што тука многу да оценувам затоа што се работи што веќе ги знаеме. Како вкус, затоа што ја обожавам Bonitop и се такви ствари. Ке му дарам оцена од 9 од 10. Има премногу, така што тука ќе има да се јаде многу. Што е ова? Ова се вика McVitie's Digestives Dark Chocolate. Овие се најверојатно некакви колачи. Не можам да кажам дека сум нешто многу голем фан на црна чоколада, на темна чоколада. Ма Dark Chocolate ова ми личи доста нормално. Внатре изгледаат сите вака. Овие треба се као нешто хелти. Еј, добри се. Стварно се добри. Чекам си го оставам тука на страна за да не ве задржам дорам следно. Ама ова дефинитивно ќе си го дојадам. Оцена 8 од 10. Добро е. Не е најдобро, ама многу солидно, браво. Чекај некое сокче. Кога да пипнувам две различни сокчиња. Што е ова? Lucozade Energy. Еве го. Вкус на оранж. Не знам што е, зашто пишува Energy, дали е Energy drink, дали треба да биде Energy drink или е само некој газиран сок. Најверојатно Energy drink. До сега се беше вкусно. Буквално фанта. Да земам чашка фанта и да го земам ова, 90% истото. Сега ќе размислам и подобро кога ќе му дадам повеќе време да го вкусам, е по-лошо од фанта. Затоа што ова некако поише ми дава вкус на кога сме земале пример сок на растварање од портокал, да го раствориш само со кисела вода. И буквално таков некој вкус дава. Полошо од фанта, така што би му дал некоја си седмица. Може би требаше и помалце, ама нека биде седмица. Имаме нешто чипчесто, дали имаше две такви или се различни нешто. Тука имаме Walkers. 100% Great British Potatoes. Да знаете дека се нивни, ама се две. Мислам дека се исти. Ајде бе. Дали винегар беше оцет? Кажете ми дека винегар беше оцет. Translate. Винегар. Оцет, да. Не може што да биде друго, тоа е вкусот. Ова е оцет. Зошто? Ова е сол и оцет. Интересно е. Не можам да кажам дека не е вкусно, ама оцет. Оцет и чипс. Кога да земете чипс од сол и да го потопиш у оцет, ама да го потопиш у буре оцет. Сакам уште една пробам. Може би ги сажалам оцет ова, ама. 2 од 10 само поради храброста и смелоста да направиш нешто различно, што верувам дека има луѓе што ова ќе ви се допадне, ама за мене ова е не. Ова за мене. Фала ти за две вакви, ова што најмалку го сакам. Што не ми донесе од другите две што ќе ги обожавам. Мистер Порки, the national's favorite. Тоа е ова. Чварки. Јас не сум фан на чварки. Не можам да кажам дека јас лично сум фан на чварки. Ова се чварки. Има ли некој најмало што можам да го пробам? Како тврдо, не се гризе. Што е ова? 0 од 10. Затоа што ми не мириса убаво. Мириса на чварки. Може би ако сте фан на чварки, ова ќе ми се свига, ама не знам ако имате некои заби што се камења, затоа што мој не се баш добри и не се гриза ова.
Еве, мистер Порки, ако сакате изгуглајте го, направете му нешто, осигурајте се ако некој поише заинтересиран. Значи, 0. Имам тука чоколадо Cadbury, што предпоставам дека на многу од вас и ви е познато. А сега разликата е што мојот другар друг Пореметен од Малта ми донесе и други чоколади. Сега затоа што Cadbury е сепак англиска ствар, најверојатно. Вајде нивно е главно. Он ми донесе и ваква, така што ќе имаме да пробаме The Classic Creamy Taste, значи ова е најверојатно најнормалната, а ова е солена карамела. Ќе ги пробаме двете и плюс имаме тука Reese's. Ќе му дадам втора шанса на Reese's. Предходниот пат ги зимав по ние малине во некој видео, најверојатно од америчка некоја храна беше, што не ми се допана толку многу, така да ќе дајме нова шанса за Reese's. Прво ќе одиме, значи еве со најнормалното Cadbury's Dairy Milk The Classical Creamy Taste. Значи најнормалното, ова е најверојатно основното Cadbury чоколад. Ако ви интересира како личат коцките. Ај добро. 10. Не. 9,5 од 10. Нема дека 100%. Има некој шмек што не можам да го опишам, што малку ми засметнува, онака многу мал процент, затоа му намалив на 9 од 10, на 9,5 од 10, извину. Ама е онаква класична млечна чоколада, што е многу вкусна. Така што ќе му давам нова 9,5 од 10. Сега, кога го знаеме основното, идеме да го пробаме и Cadbury Dark Milk Salted. Да видиме ова колку ќе не се допадне или колку нема да не се допадне. Ова веќе е скршено на некакви чудни котки. Ова изгледа вака внатре. Различно. Кога нешто малку мене ќе ми крчне у чоколада. Не сум нешто претеран фан. Изгледа ми треба малку повише време онака да... Ова е сепак изгледа некој dark chocolate. Тоа што треба да биде salted caramel. Ја го осеќам 5% од чоколадата, поише осеќам само кој некоја темна чоколада, што онака нагорчнува. Но ова ќе му давам 6 од 10. Мислам дека 6 од 10 му е доста. Може би ми се падна некоја баш лоша коцка каде што помалку се осеќа тоа salted caramel. Може би во некоја друга коцка и било повеќе, ама не ми се јаде толку многу затоа што многу работи си не ми се јаде, ама од тоа едно што го пробав, ја му дадам 6 од 10. Даваме нова шанса на Reese's. Да видиме како Reese's овој пат ќе се покажат кај мене. Овие работи треба дефинитивно да ми седат во фрижидер, затоа што ова веќе се распаѓа, тоест премногу е стопено. Каков впечаток ќе ми остави овој пат Reese's од вистинската чоколада? Личи вака, цело е растопено. Reese's има многу оригинален вкус. Кој ќе го пробаш е онака скроз Reese's и не можеш да го споредиш со ништо друго. Предпоставам дека многу што го гледате видеото имате пробано од некојаш, некако некој ви донел или сте биле некаде. Не можам да го споредам со нешто друго. Еве некој коментари ако може да го спореди, нека проба да го спореди и е многу подобро од тоа што го памтам од оние малине. Чоколада е многу добра. Ова најверојатно не е англиско, не припаѓа видео, ова е само ко бонус, ама подобро да го ставам видео колку да не го ставам ич. Но ова ќе му давам чисто 10-ка. Браво, Стефан, 10-ка доби нешто што воопшто не е ни од местото што го оценуваш. Уште колку работи ни останува, ке се уште само 2. Следново нешто е, мислам дека нешто што другарот мене ми рече дека ова е најконтраверзно нешто, дека цела нација е поделена на ова или ти се свиѓа многу или го мразиш многу. Не знам ни што ќе бидеме. Ова мислам дека мора да го ставам јас на лепче. Do not refrigerate. Значи не треба да се до фрижидер. Ова ќе нешто ќе го пробуваме. Јас ова не знам што е. By appointment to Her Majesty the Queen, manufacturers of food and household products. Извини, ако имате дозвола од кралицата Елизабета, ова вие да го произведувате. Веќе мириса чудно. Како да го пробам ова? Можам ли јас да му се јавам некако и видите да го слушате? Во моментов е на некој состанок и не можам да го добијам, а опишав што е ова, како да го јадам. И чекам се да ми врати. Ова е тоа со тоуст со леп. Ви реков дека е со леп, го памтам. Дали јас ова да го намачкам само тоа на леб и да го пробам така? Marmite is a savory food spread made from yeast extract that was invented by German scientists just... Значи, најверојатно ќе треба да намачкам малку тоа на леп. Чекајте. Среќа се погоди. У моментов во студио идијам нешто вакво, значи земав толку малце лепче, само колку да пробам што е чудово. Се надам дека не земав премногу и го мачкам на лепчето. Ова има голем шанса мене иш да не ми се свија што ме толку
контраверзно и што има толку поделено мислење дека или е ужасно гнасно или е преубаво. Да видиме ние каде ќе се префрлиме. Дали ќе не се свиѓа или не. Кој сака ова да му го поклонам? Мармајт, не знам, прочитете на интернет или изгледајте повеќе видеа за мислење за ова. Јас веќе не сакам да имам ништо со ова. Најблиску што можам да го споредам можеби е со премногу соја сос. Не знам како, не знам што има у него. Не ми е ни гајле. Најблиску што можам да ви кажам што ми подсети вкусот е на соја сос. Беше прегадно, буквално не може да го држам повеќе подолго во уста. Минус 6827 од 10. Ова е најлошата оцена што имам даено во вакво видео ever. Последното за побрзо за да испијам нешто се вика Ирнбур. Ирнбур, не знам што е ова, најверојатно ова е некаква си сокче, газирано. Ова да не е енерджи дринк. Не, ама е многу добро. Ова е вкусна чунга-лунга мастика. Буквално е газиран сок со вкусна чунга-лунга мастика. Не можам да му дам превисока оцена, али би му дал нешто онака ферко 7 од 10, да не претерам, да не му дам и помала. Мислам дека му е доста. Океј, тоа беше тоа. Јас сум уште под впечатоци на ова гадново што стварно, кој сака да му го дадам, нека ми пише. Или само ќе му го вратам на другаров, ако не му се свиѓа, он да си го јаде, затоа што јас ова не сакам. Или ќе го чувам дома за кој да ми доаѓа во студио да го челенџнувам и да му давам да пробува да јаде. Беше тоа прелошо, како и да е, се надам дека живеевте во ова видео од лондонска англиска храна. Предложете ми во коментари која следна храна сакате да ја гледате да пробувам. Лајкнете го видео ако ви се допадна, ако сакате уште вакви видеа, субскрајбнете се на каналот и ние се гледаме во следното видео. Чао!